си дома. Што носиш? Уф, ти од татко ти? Ај. Срце, ај ќе те побарам покасно. Извини, морам да одам. Те сакам. Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е посветено на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најрелевантните извори во земјата. Дечките кои муабетат на задните седишта во автобусите на ЈСП и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Почнуваме локално. Во пресрет на локалните избори оваа есен, актуелните идните градоначалници ги зајакнуваат своите кандидатури со најавување на нови, уште поатрактивни проекти за своите општини. Прв повлече нога Бујар Османи, кој вечно инспириран од САД и американската култура најави дека ако биде избран за градоначалник, ќе најми архитект кој, цитирам, ќе го среди чаир како да е Њујорк. Неговиот прв најавен проект, пилот самоубиец со авион ќе ги сруши двете високи згради на улица Џон Кенеди. Остануваме со локалните вести. Месецов се случи немил настан во психијатриската болница во Бардовци, кога душевно болен пациент кој одлежува казна за направено убиство, посегна по остар предмет и го згасна животот на 62 годишен маж од скопското село Љубанци, кој привремено престојувал во болницата. Против убиецот е поднесена кривична пријава, а настанот беше најостро осуден од страна на јавноста, надлежните сили и особено од страна на директорот на болницата, господинот Али Будали. Јас се извинувам, името на господинот е Али Абдулаи. Моја грешка. Јас се извинувам. Владата најави конкретни мерки со цел да го намали бројот на жртви од сообраќајни несреќи во државава. Министерот за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски, најави дека се размислува за измени во Законот за безбедност на сообраќајот, со кој ќе се воведе забрана за користење на мобилни телефони и електронски уреди за пешаците и велосипедистите. Оваа измена на законот е со цел пешаците да бидат повнимателни додека пешачат и побрзо да им се тргаат од патот на кутрите возачи кои постојано брзајќи некаде, понекогаш решаваат да возат по велосипедските патеки и тротоарите со прекумерна брзина. Но доста е со негативна енергија. Одиме со вести од културата. По примерот на српскиот фестивал на популарна музика Екзит, кој наредната година наместо на Петроварадинската тврдина во Србија ќе се одржи во Египет, и една наша манифестација реши да си ги спакува куферите и да отпатува на друга локација. Станува збор за Струшките вечери на поезијата, кои оваа година наместо во Струга ќе се одржат во Кавадарци. Ама ќе си останат струшки, нема да бидат кавадаречки. По истиот пример, Министерството за култура и туризам најави низа на слични проекти со кои планира дополнително да ја глобализира и популаризира македонската традиција. Па така, културниот настан Дојрански ракувања наредната година ќе се одржи во Кривогаштани, Охридскиот маратон ќе се плива на базенот во Струмица, Паланечка тројка ќе се игра во Демиркапија, а куќата на Робевци ќе биде преместена во дворот на Ристикева палата. Ама ако, полека, глобализирањето започнува од дома. Како велат? Мисли глобално, делуе локално. Само, знаете што? Тоа што фестивалот оваа година ќе се одржи во Кавадарци, значи дека уште еднаш ќе биде одбиен мојот предлог да се служат само круши како заблажување на публиката и слоганот на фестивалот да биде крушки, шекери на поезијата. Вести од
науката. Веројатно повеќето од вас знаат или барем слушнале за популарната теорија на бесконечен мајмун, која вели дека ако на група мајмуни им биде оставена машина за пишување и бесконечно време, ќе успеат да ги напишат сите можни текстови на светот, вклучувајќи и тука и делата на популарниот Вилијам Шекспир. Оваа теорија беше ставена на тест неколку пати низ историјата, скоро секогаш со ист исход. Но и понатаму најдобриот пример на мајмун кој може да го совлада човековиот јазик останува култниот Ним Чимски, кој во еден експеримент успеа да создаде реченица од дури 16 збора и таа гласи: Дај портокал мене, јадам портокал јас, дај ми мене портокал, јадам јас портокал, дај ми ти. Па неодамна, група на македонски научници решија да направат сличен експеримент со мајмуните во Скопската зоолошка. Имено, на мајмуните им беа обезбедени ментори кои ги водеа низ 6-месечен курс по македонски јазик, а по завршувањето на курсот истите беа затворени во соба со компјутер и постојано им беа давани банани за да ги охрабрат во пишувањето. Научниците беа многу охрабрени од стекнатите наоди од експериментот во кој најдолгата реченица ја напиша мајмунот Коко и таа гласи: Пат, покажи ми пат, покажи ми го патот до Прилеп. А сега, вести од спортот. Легендарниот американски тенисер Џон Мекинро упати големи пофалби кон неговите помлади колеги, кои ги спореди со великани од светот на спортот, културата и забавата. Импресиониран од најдобриот тенисер на денешницата, тој изјави: Новак Џоковиќ никогаш не треба да се пензионира. Тој е како Леброн Џејмс во тенисот. А неговите помлади колеги, Синер и Алкарас, се како Битлси и Ролинг Стоунс. Потоа тој продолжи: Мусети е Далај Лама на модерниот тенис. Каспер Рут е Френк Синатра, а Монфис е Виктор Иго. Александра Бублик е нешто како Роберт Дауни Џуниор, додека Киргиос ме подсетува на Џери Спрингер. За Томислав Јотовски тврдам дека дефинитивно е новиот Роберт Билбилов. Джек Дрейпер е новиот Пирс Броснан, Бен Шелтон е како Ивица Костелиќ, Григор Димитров е Бојко Борисов, а Франсис Тиафо му доаѓа нешто како Шарл де Гол. Франциско Черундоло неодоливо ме подсетува на млад Антонио Бандерас, Карен Качанов на жесток љубовник како Казанова, додека Денис Шаповалов е само еден тениски Гилберт Готфрид. Александар Зверев е висок и сладок како Майкл Фелпс, Холгер Руне е Евлија Челебија, а Алехандро Давидовиќ Фокина е новиот Драган Б. Костиќ. Не знам што би рекол за Стефанов Циципас, а да не го споредам со Софоклис Скорцианитис. Брендон Накашима ми е нешто налик на Джеки Чен, а Андреј Рублев и Данил Медведев ми се како двајца од браќата Карамазови. Роберт Баутиста Агут е шер на светскиот тенис. Заврши Мекинро. И за крај, метео. Фала режија. Нешто е вруќо, туку што е спарно. Јас сум Кирил Зарински, а вие не сте. Гледавте уште едно издание на Другите вести. Придружете ни се и следната недела со истите релевантни новости. Кај сме? Мислам да ја видиме како изгледа. Остануваме со локалните вести. Месецов се случи немил настан во психијатриската болница во Бардовци, кога душевно болен пациент, кој одлежува казна за направено убиство, посегна по остар предмет и го згасна животот на 62 годишен маж од скопското село Љубанци, кој привремено пристојувал во болницата.
Против убиецот е поднесена кривична пријава, а настанот беше најостро осуден од страна на јавноста, надлежните сили и особено од страна на директорот на болницата во Бардовци, Али Абдулаи. Сега го не го прочитав добро.